ќе заштедат трошоци за ангажман во поглед на опремата и материјалите и тие заштедени средства ќе може да ги употребат потоа алтернативно за плати на лицата кои што ќе ги ангажираат во работен однос. Искуствено гледано, оваа мерка има навистина добри ефекти, затоа што над 90% од лицата кои што биле ангажирани во работен однос како резултат на владината подршка во оваа програма и по истекот на една година во која што работодавачот е обврзан да ги држи на работа, останале трајно да работат во рамките на компаниите. Објавен е оглас за мерката Општинско корисна работа. Годинава преку оваа мерка 200 невработени лица во социјален ризик ќе бидат ангажирани од страна на општините и ќе го надградат своето знаење со тоа што ќе им се зголемат шансите за нивното понатамошно вработување. Невработените лица ќе бидат работно ангажирани во период од 6 месеци, зашто ќе добиваат паричен надоместок од 6200 денари. Најчесто општините, овие лица преку проектот и програмата Општинско корисна работа ги ангажираат за грижа на стари неподвижни лица, за грижа на лица со инвалидност, ги ангажираат во рамки на старските домови, дневните центри за стари лица или пак за лица со инвалидност, меѓутоа и за други потреби на локалната заедница. Лицата ќе бидат ангажирани во период од 6 месеци и за тоа ќе добиваат парична надокнада за храна и превоз. Оние кои што се потешко вработливи, кои што ќе учествуваат во оваа програма, ќе добијат, ќе ги надградат своите работни способности, ќе добијат работен ангажман и ќе им се зголема шансите за понатамошно вработување.